Прекрасна беше атмосферата во салата Тошо Арсов во Штип пред фудбалниот преворот помеѓу Стиво и актуелниот шампион тимот на Шкупи од Скопје. Уште на загревањето се надзираше мотивот и желбата и на едните и на другите да се надигрува, па кој е подобар нека победи. Пријателскиот стисок на раката на лутите противници на теренот, но исклучително карактерни и добри другари понад преворот, ветуваше првокласен фудбал. Атмосферата се жестуваше поради податокот за 6-годишното славје на дечките од навивачката група Ултра Банда, кој за ова прилики занадеа со повикување на гостен и тоа Давид Миладинов, дипломиран музичар по соло пеење, кој ги поздрави сите присутни на теренот, а ја исполни во живо и химната на Република Македонија. Што се однесува до самиот надпревар, тој изобилуваше со мајсторски потези, во кој се виде одличната подкованост на играчите и на Стиво и на Шкупи. Во таа борба за набудрување, сепак до израз дојде страдливоста на гостите, кои први дојдеа до водство од 0:1, за да нешто подоцна добрата игра ја корниса со уште еден гол и за веќе убедливи 0:2. Но, големината, мотивот, моралот, па и пркосот на играчите на Стиво се виде во продолжението. Не само што не се предадоа или подклеклеа, туку вратија со полна мера. Најпрвим постигнаа гол за 1:2, за да набрзо изравнат на 2:2. Се реда возбудливи ситуации по теренот, имаше и мали искричења, кои одличните суди и Доне Ристовски и Боби Величков не дозволија да ја преминат рамката на недозволеното и судеа без грешка. Во финишот на првиот дел, гостите постигнаа среќен, би рекол, гол за водство од 2:3, кој сепак резултат висеше во воздух. Во жарот на борбата, а бидејќи се ближеше и последниот свиреж на судиите, при крајот на првото полувреме навивачите на Ултра Банда ги запалија славеничките бакли, се со цел да прослават на полувремето и на овој начин ем да прослават, ем да ги наградат играчите за добрата игра. Мирно прво полувреме, без грубости, без ексцесни ситуации, со одлична игра зачинета со 5 голови и со надеж во таков стил да се продолжи во второто полувреме. Но за жал, не сакајќи димот од баклите, тешко се разредуваше. Салата се зачади, бе отворени влезите и излезите врати, како и прозорците, а димот се повеќе намалуваше видливоста. И кога играчите и судиите излегоа на теренот, се чекаше извесен период да се створат услови за игра, но на крај мораше да се констатира дека видливоста е минимална, пошто судиите Доне Ристовски и Боби Величков во консултација со делегатот Ристе Бошков од Кавадарци и представниците на Стиво и на Шкупи одсвираа крај на овој надпревар. Нашите информации велат дека во вакви случаи правилата се јасни, дека овој надпревар треба да се преигра, а пропозициите велат дека тоа треба да се стори до почетокот на следното коло. Така да најверојатно во текот на следната недела ќе има преигрување на надпреварот на Стиво Шкупи, за кој повторно ќе нагласам дека прекинот е направен не сакајќи од димот на баклите во услови кога немаше никакви инцидентни ситуации.